Илјадници луѓе денеска се собраа пред канцеларијата на претседателот Румен Радев, а во моментот демонстрантите го опколија центарот на Софија и бараат оставка од владата и јавниот обвинител. Демонстрантите извикуваа мафија и оставка. Во Софија четврти ден поред се одржуваат антивладини протести, а денеска протест имаше и во Благоевград. Околу 50 луѓе исто така бараат оставка од владата. Шпанското правосудство денеска ја укина одлуката за повторно воведување карантин за населението во Лејде и околината. Воведувањето карантин беше наложено во неделата од страна на локалните власти на провинцијата Каталонија поради ширењето на коронавирусот. Судот на Лејда одлучи да не ги потврди мерките превземени од локалните власти, затоа што тие се спротивни на законот, соопшти Високиот суд на Каталонија. Пандемијата на коронавирусот предизвика глобална криза без преседен во образованието, со речиси 10 милиони деца погодени од затворањето на училиштата, кои можеби никогаш нема да се вратат во своите училници, објави денеска организацијата Спасете ги децата. Повикувајќи се на бројки од УНЕСКО, британската хуманитарна организација соопшти дека во април, откако во целиот свет беа воведени мерки за да се спречи ширењето на епидемијата, 1,6 милиарди млади луѓе, речиси 90% од учениците и студентите, престанале да одат на училиште и на факултет. Најмалку 40 лица се повредени при експлозија на автомобил бомба во северниот дел на афганистанскиот град Ајбак, соопштија денеска официјални представници, пренесува германска агенција. Постојат стравувања дека има и мртви, посочија заменик гувернерот на провинцијата Сефатулах Самангани и локалниот советник Рас Мохамед. По бомбашкиот напад дошло до размена на оган меѓу напаѓачите и безбедносните сили стационирани во областа, соопшти официјалните власти.